Невладините организации, односно непрофитниот сектор, самиот збор кажува дека основен мотив за нивното основање не е профитот, значи не е најважната да остварат добивка и соодветно на тоа да исплатат можеби дивиденда и така натаму. Тие имаат некои пошироки општествени цели и затоа генерално профитот е маргинална позиција во овие субјекти. Бидејќи е така, и нивното доначување не треба да биде позиционирано во делот на данокот на добивка. Тоа значи дека нашиот даночен систем кај данокот на добивка треба непрофитните организации да ги исклучи од овој режим. За сега, законот тоа не го прави и ги третира еднакво како и сите профитни субјекти, со тоа што ова неправда е воочена и генерално се исправа со некакви форми на мислење на даночниот орган и така натаму, што сметам дека е само палиативно решение. Сепак, често пати се случува и овие субјекти да вршат некаква профитна активност од типот издаваат под закуп, држат обуки, имаат авторски некакви надомести и така натаму и така натаму. Во таков случај се разбира заради она уставно начело на еднаквост во еднакви услови, треба и тие да бидат под режимот на данокот на добивка. Поентата е дека само во таков случај и под тие услови овие субјекти ќе бидат оврдници на данокот на добивка, а во оној, да кажем, главен нивен сегмент на работење, проектните активности и така натаму, тоа сето треба да биде изземено, односно да не биде вклучувано во основата за одначување. Веќе во некаква прва следна измена на прописот за данок на добивка, ние очекуваме токму ваква промена. Кога се работи за проектните активности, трошоците на непрофитните организации од типот на сместување за субјекти, авторски хонорари, закуп на сали, закуски, патни трошоци и така натаму, сите тие до еден имаат третман на даночно признаени трошоци. Значи, за овие трошоци не треба да бидат вклучувани во основица за доначување со данок на добивка и истите се ослободени од овој данок. Меѓутоа, бидејќи кажавме, секогаш кога има државата амбиција некој данок да го провери, да го стави низ ситото свое на пропис дали треба или не треба да се плати данок, треба да е докажливо. Така да треба да постои соодветна програма, согласно статутот да се одвиваат овие активности, да постои финансиски план и сето тоа да е, кажав, низ режимот на проверка, утврдено дека е точно за тие намени и активности. Интересно е што во друг закон, законот за персонален данок на доход, ваквите трошоци кога се работи за физички лица, најчесто има физички лица што доаѓаат на такви обуки, во рамките на проектот доаѓаат некои предавачи, можеби од надвор или од Македонија, не е важно sejedno, па на нив им се исплатуваат авторски хонорари, има ангажмани по договор на дело и така натаму. Даночниот пропис не прави ослободување, не ги разликува во однос на обичните трговски друштва кога прават такви исплати. Така да и овде непрофитните организации имаат уврска да пресметат персонален данок на доход и да го уплатат. Се разбира, јас сметам дека и ова е даночна неправда, дека треба да се исправи, дека исто како и кај данокот на добивка, ваквите исплати се разбира треба да имаат некој бенефициран, односно дедуктивен режим на доначување, односно да бидат ослободени од персонален данок на доход. Невладините организации плаќаат данок на добивка само кога вршат профитна активност. Профитна затоа што во ист случај, ако некој профитен субјект прави таква, да кажем, издаваме деловен простор, ние како непрофитна организација и некој што е регистриран за данок на добивка како профитен субјект. На пазарот мора да имаме еднакви услови. Ако ние пресметуваме, мора да пресметувате тие и обратно. Ако профитниот субјект пресметува, мора и непрофитната. Значи се работи за активности кои што се надвор од проектните, се остваруваат приходи од вршење на стопанска дејност и за сите да бидеме еднакви во пазарниот надпревар, во таков случај треба да се пресмета данок на добивка, потенцијално персонален ако се исплаќа кон физичко лице, па дури и данок на додадена вредност ако непрофитната организација е регистрирана за овој данок, а тоа ќе се случи само во оној случај кога во рамките на една година ќе надминат промет од 1 милион денари. Значи, непрофитните организации можат да бидат обврзници на данокот на додадена вредност само во ваков случај. Во таква ситуација пресметуваат ДДВ, меѓутоа истовремено имаат и право на одбивка на влезното ДДВ, односно се однесуваат како нормален ДДВ обврзник.